Откупната цена на земјоделските производи во Македонија бележи значителен пораст, што значи повеќе пари за земјоделците и поголеми можности за инвестиции. Според последниот извештај на Државниот завод за статистика, евидентиран е раст од 12,7% кај растителното производство и 6,7% кај добиточното производство, додека пак трошоците пораснале значително помалку. За 1,6% се зголемиле тековните трошоци, а 7,6% повеќе пари од лани биле потребни за инвестиции. Ова значи дека земјоделците заработиле затоа што растот на откупната цена е поголем од тој на трошоците. Според премиерот, ова е тренд веќе неколку месеци наназад и е позитивен сигнал за секторот. Имаме двоцифрен раст на аутпутот, односно зголемување на цените кон откупувачите, кои што генерално оди за извоз, и би рекол незначителен од 1,2% зголем инпут во трошоците, во расходната страна на земјоделците. И тоа е веќе неколку месеци и тоа е одлично. И тоа е одличен параметар, тоа значи дека повеќе пари за инвестиции, повеќе пари за земјоделците. Владата ги расчисти долговите за неисплатени субвенции кон земјоделците до 2024 година и сега треба да почне исплатата за тековната година. За заостанати субвенции од 2021 лани се исплатени повеќе од 130 милиони евра. Изминатава година се повеќе од 8,6 милиарди денари пари дадени на земјоделците за исплата на заостанати субвенции. Од 2021 плаќат. Од 2021, 22, 23, 24 мислам дека е заокружена. Сега треба да се размислува за тековната година. Така што од 2021 се плаќа за останати субвенции. 8,6 милиарди денари отприлика. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во текот на вчерашниот ден информираа дека се исплатени 340 милиони денари субвенции за обележани грла говеда. Покрај расчистувањето на старите долгови кон земјоделците, владата паралелно спроведува неколку мерки со кои треба да се поттикнат. Една од нив е проектот Млад земјоделец, со кој се нудат до 10.000 евра поддршка на земјоделци од 18 до 40 години.